Старите рекле се што лета не се јаде, но во поново време нашето однесување на интернет е спротивно на оваа изрека. Македонското општество е едно од најподложните на лажни вести и на манипулативни информации поради ниското ниво на медиумска писменост. Поимот медиумска писменост нема многу врска со тоа како медиумите известуваат, туку со тоа колку публиката е умешна и знае да ја проценува веродостојноста на содржините што ги чита, гледа и ги слуша. Таа не треба ниту само да ги прима, ниту само да ги отфрла информациите што истигнуваат, туку критички да проценува дали треба да верува во нив или не. Кога некој ќе објави нова информација, првото нешто што треба да се запраша публиката е од кај знае тој? Од мистериозни извори што не сме да ги открие, наслушнал меѓу две тезги на пазар, собрал статус од Facebook, некој му дал изјава, некој издал соопштение или добил документ со која потврдува точноста. На социјалните мрежи често се појавуваат информации за кој изворот е роднината на соседот, на тетката, на колегата на нечи другар, а некои од нив, откако ќе станат популарни, се пренесуваат и од медиумите. Второто е, само тој ли го вели ова? Една информација е поверодостојна ако е објавена на повеќе различни медиуми. Од ова правило често има исклучоци, например кога голем број медиуми ќе пренесат изјава од лажен профил на политичар, мислејќи дека е вистинскиот. Затоа тука се надоврзува третото прашање. Можам ли сам да дознам? Најголемиот број дневни информации се лесно проверливи. Ако медиум објавил дека некоја институција донела нова одлука, таа ќе стои и на нејзината веб страна. Ако некој дал изјава, веројатно е објавил и на своите профили на социјалните мрежи. Следно, има ли дополнителен доказ? Тоа е најчесто фотографија или видео. И со нив често се манипулира. Слика од две канти со чудни хемиски знаци се користела како доказ за увоз на илјадници тони опасен отпад. Стари фотографии се користат како нови. Затоа треба внимателно да се прегледа доказот. И последно, а можеби и прво во многу случаи, има ли објавеното некаква логика? Ако се објави вест дека Министерството за земјоделство наредило исклучување од сообраќај на сите жолти патнички автобуси што имаат седумка на регистарската табличка, тоа не би требало да стигне ниту до вториот филтер за проверка. Освен критичкото гледање на содржината, има и други околности според кои може да се оцени веродостојноста на една објавена информација. Едната е тонот. Ако една објава содржи зборови како нашиот прекрасен лидер или овој расипан неранимајко, тоа не е информативна содржина. Ако не е подпишана, уште полошо. Другата е можниот скриен интерес на објавувачот. Сме имале случаи кога опозицијските партии објавувале информации против владеачките кои биле целосно неточни. Скриениот интерес не е доказ самиот по себе, но е показател дека информацијата треба да се земе со резерва или да се провери дополнително. Во работата на граѓанските организации многу е важно пред се нивните членови и соработници да развијат високо ниво на медиумска писменост и критично примање на информациите, за да не станат жртви на манипулации што ќе ја загрозат нивната работа и ќе ја подкопаат довербата во нив. Уште поважно е пак да го искористат своето знаење и експертиза во областа во која работат за да ги негираат лажните информации дури кога се неповикани.